Ќе у посакам добро утро и добре дојде во Македонија наутро на мојот гостин магистар Никола Ристевски, писател, истражувач, публицист, продуцент и промотор на природните ресурси и културното наследство на Овчеполието и Македонија. Добро утро, ви благодарам за поканата се. Надевам дека ќе имаме пријатен разговор со кој што гледачите на Македонската радио телевизија ќе ги дури предизвикаме да го посетат Овчеполе и Свети Николе. Така, тој ни е намерата подобро да си ја запознаеме државата и богатствата со кои што располагаме и секако да уживаме сите во тоа што го имаме. Во јавноста вие сте познати како човекот кој сите го бараат кога им се потребни некои информации за Овчеполската котлина и секако Свети Николе. По професија сте економист. Што всушност вас ве инспирираше да го истражувате родниот крај Овчеполието? Имав прилика да студирам и работам во неколку земји и гледајќи што се прави таму со туризмот, знаејќи уште од мали, уште од млад што имаме ние во нашата Македонија и во родниот крај, уште пред повеќе од една деценија почнав активно да ги фотографирам, снимам и запишувам патеписи и репортажи за некои локации од Свети Николе и околината на Свети Николе и Овчеполието. Овчеполе е малку по-широк термин од само денешна општина Свети Николе Лозовите. Почнав да објавувам написи на свој блог, книги, да работам научни истражувања и се тоа се разви во неизбежно беше се разви како туристичка промоција. Соработката со новинари, истражувачи, научници, публицисти од соседните земји и од целиот Балкан предизвика многу луѓе од Балканот, да не само од Балканскиот полуостров или по Старомакедонски полуостров, туку и од цела Европа, па и од другите континенти, особено наши иселеници кои се доаѓаат во Македонија, да не посетуваат, да ги посетуваат нашите стари цркви, манастири, да бидат буквално импресионирани од таа древна убавина на Овчеполската котлина, затоа што освен видливото постои нешто што се чувствува на самото место, а тоа оние кои што биле добро знаат за што зборувам. По 11 години веќе работа, резултатите се над 10 книги, со продукција Ристон, со Дуле Јанев и Боро Стојановски веќе направивме успешни 7 кратки документарни филмови, работиме на долгометражен документарен филм и многу посети во Овчеполе и фирмирање на локации кои што за воля на вистината и не се вклучени во официјалната туристичка понуда. За тоа што говориме денеска, всушност ќе го подкрепиме, односно ќе го илустрираме со фотографии, веќе имаме подготвено и би сакала додека ги гледаме фотографиите да имаме и коментар од ваша страна, кога станува збор за ова културно и природно богатство, станува збор за цркви, стари археолошки локалитети. Кажете ни за што станува збор, искоментирајте ги. Првата фотографија беше од чешмата во близината на Ѓуричкиот манастир. Такви чешми има повеќе во Овчеполе. Еве ја повторно се надевам дека ќе доживееме многу од нив кои се разрушени да се возобноват, затоа што се вистински споменици. Ова е една голема библиотека во која што имам и дониран дел од мојата лична библиотека на Меѓународен славенски универзитет. Ова е овен на една стара црква во Овчеполе. Ова е символ кој што може да се види и во нашите цркви, посветени на празнувањето на Свети Никола. Еве ексклузивно една многу стара фреска од стара црква посветена на Свети Никола во Овчеполе. Ова се дел од моите книги. Како што споменав, за тој символ може да се види не само не само во цркви, туку и на археолошкиот локалитет Била Зора. Ова е фотографија од истражувањата од ова место, од геоглифот во Овчеполе. Заедно со Меѓународната научна асоцијација Super Brain Research Group во 2014 со која што објавивме повеќе научни трудови. Веќе работам и на серија интервјуа Канта подкаст кои што можат да се видат на нашиот YouTube канал. Ова е фотографија од Бонче од Прилепско, каде што постои античка гробница. Ова е веќе редени камења или ѓаволски зид или шејтан дувари во Овчеполе. Ова е еден од тунелите затрупани во Кратово веќе. Фотографија со Дуле Јанев, се гледа јасно долу и испусниот канал за вода. Фотографија горе на Коќино. Ова се всушност последните работни фотографии од она што го снимаме минатата и оваа година како документарен филм со работен наслов Волшебна Македонија. Геоглифот во Овчеполе кој што го дадовме е многу посетен по нашата промоција преку научните истражувања и
видео записите од дрон и текстовите, е веќе афирмирани низ целиот свет. Кадри кои што ги снимивме со Дуле Јанев во 2017-2018 отидоа, сме споменале пред јавноста, отидоа заинтересираните гледали и на History Channel. Веќе заедно подготвивме брошура за дел од локациите кои што ги споменав, затоа што нашата општина немаше брошура, па во соработка со општината подготвивме нешто такво кое што наскоро треба да биде исто така објавено. Во 2017 магистрирав на маркетинг менеджмент на Меѓународен славенски универзитет во Свети Николе со прва тема која што стана основа од пред 4 години па наму, затоа што никој друг немаше истражувано за тоа, со наслов Управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската котлина, во која што ги поставив основите за кои се тие локации кои што веќе имаат потенцијал, кои се не само тие 3-4 кои што се беа споменувани во официјалните стратегии, туку и многу други. Со тоа се надевам дека и ако времето минува, се надевам дека во блиски иднина ќе имаме прилика буквално да го подигнеме целиот животен стандард на населението преку разумна потреба на туристичкиот и на целиот економски потенцијал со кој што располагаме, затоа што имаме непроценливо културно наследство и огромно природни ресурси во регион кој што уште од давнешни времења се нарекува Овче поле, Овчеполска земја, а во денешната територијално управување на Република Македонија е разделен предимно во општина Свети Николе, но и во соседните општини, општина Лозово, Штип, Провиштип, Карбинци, Куманово и така натаму. Можеме уште еднаш да ги погледнеме фотографиите, а јас би сакала да ве прашам дека вие сте член на меѓународна научна организација и надворешен соработник на Универзитетот Македонија, па би сакала нешто повеќе да ни кажете за овие ваши активности. Во 2014 станав член на меѓународната научна организација Super Brain Research Group, со која што ги направивме првите неинвазивни, односно недеструктивни археоакустични истражувања на локацијата која што е веќе позната како Геоглиф во Овче поле на археолошкиот локалитет Била Зора, пошто за нашата работа објавивме 3 научни трудови на меѓународни научни конференции, кои што веќе кој сака може да провери на Google Scholar, кои што се веќе цитирани од многу други научници и научни истражувачи. Научната организација се занимава со проучување на светите места и нивното влијание врз човечкиот мозок преку ултразвучни, инфрацрвени, енергетски, јонски, електромагнетни, скаларни според технологијата Никола Тесла и друг вид на мерење. И кои се заклучоците и резултатите од сите овие истражувања што ги правите? Во објавените научни трудови за геоглифот конкретно во Овче поле, потврдивме и објавивме дека сме измериле заедно со присутни луѓе од Македонија и научници од официјалните институции, дека сме измериле постоење на подземни комори, шуплини, кои што би можеле да се археолошки локалитет од дамнешната антика, па дури и под него да има нешто многу постаро и од неолитот, на геоглифот во Овче поле, во регионот кој што се нарекува Канда, местноста која што се нарекува Канда. Освен тоа, потврдивме таа девастација за која што археолозите предпоставуваат на археолошкиот локалитет Била Зора, затоа што таму и да продолжи да се копа и да се истражува, ќе се наоѓа на уште разрушување од времињата кога Била Зора пред скоро повеќе од еден сончев циклус 2160 години била палена во неколку наврати во вториот век пред нашата ера. Тоа се гледа со голо око на лице место на локалитетот. Со тие научни трудови се надеваме дека иако ни беше одбиено во неколку наврати во 2015, 16 и 17, дека за следната година ќе добиеме одобрение да ги продолжиме со дополнителна опрема, пошто археолозите ќе можат да превземат детални археолошки истражувања на местото, кое што воодушевува со својата импозантна големина и начинот на кој што е правено според тоа знаење на нашите древни предци. Многу од туристите се заинтересирани не само за тие антички локации, цело Овче поле антика, до секое село има рид кој што се нарекува градиште, туку и за како што споменав многуте цркви,
мојот град Свети Никола или до 1945 Свети Никола, единствениот град со име на светец во Република Македонија. Потенцијалите за не само за туризмот за кој што го работиме, зборуваме и промоција на природните ресурси и културното наследство, туку и за цел економски потенцијал на регионот се неограничени и упорно работиме за да предизвикаме конечна соработка и добра комуникација помеѓу локалното население, приватниот сектор, здруженијата и официјалните институции, нормално. Да, би сакала сега да го погледнеме видеото од Овчеполскиот геоглиф. Рековте дека вие работите и на подготовка на видеозаписи од сето тоа што го истражувате. И малку повеќе да искоментираме за геоглифот. Интересна локација која што крие многу нешто по себе. Во 2014 имав прилика прв пат да го снимам од авион, мало авионче на аероклубот од Штип. Од 2016 наваму го снимаме геоглифот и други локации во Овче поле, еве од последната зима, например, со снег, заедно со Дуле Јанев, директор на фотографија во мојата продукција Аристон. Веќе го имаме записи од сите 4 годишни времења на местото. Работиме и на анимации на целата таа огледална слика на созвездието Касиопеја, која што се огледува точно во еден период од годината. Над геоглифот ова се инсерти од, благодарам што ги пуштивте, од краткиот документарен филм Овчеполскиот геоглиф, кој што може да се погледне бесплатно на YouTube и на други канали за видео промоција на интернет. Местото е во совршена линија од Котино до во 2011 дојде Кати Иле од Толкачи од МРТ и тоа беше првата така посериозна промоција пред поширокиот аудиториум на ова место. Од тогаш наваму е снимено од повеќе луѓе, ретко кој може да ги фати контурите, затоа што еве Дуле на пример, мојот директор на фотографија, тој добро знае во кој период од денот сонцето каде е, во кој дел од годината, за да може тоа да се снима. Да, со наши другари, пријатели и соработници работиме и на нарација на подолг документарен филм. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на моите пријателки новинарки кои што работат во МРТ и во други медиуми и на сите кои што ја поддржуваат нашата работа, како и вас преку промоција на она што го имаме. Се надевам дека вниманието преку ова ќе биде вниманието кон Овче поле ќе се насочи и на поширокиот дел од публиката кој што можеби до сега и не слушнале за тоа што го работиме, иако активно се промовираме на телевизија, во печатени медиуми, интернет и радио во последната деценија. И секој кој што е заинтересиран за Овчеполието, за геоглифот, за Билазора, за старите цркви, за старите записи, за старите друмови патишта во Овче поле, за книгите, Да, сакав да ги споменем и книгите, веќе донесовте неколку од вашите книги овде во студиото. Накратко би сакала да ни кажете што имате се објавено во нив, го опфаќате во нив и Овчеполскиот регион, но и делови од Македонија. Благодарам, во оваа година, 2021, веќе се објавија зборник за Овче поле книга 5, петиот дел од едицијата зборници за Овче поле и книгата Свети Николе главно е поселение на Овчеполској котлевина и превод на книгата Свети Николе главната насоба во Овчеполската котлија на руски јазик. Веќе подготвуваме објавување на книги на уште една книга на руски јазик, две на англиски јазик. До сега ги имам објавено Имагинариум во печатено издание, освен дигиталните изданија. Ги имам објавено книгата Имагинариум 2016, едицијата зборник за Овче поле која што има 5 книги, зборник за Свети Николе, зборник за Кратово, Свети Николе главната населба во Овчеполската котлина, за овчеполските работи, збирката со приказни за деца и возрастни овчеполски приказни и други интернет изданија. Како што споменав, наскоро излегува брошура, но и скратена верзија од мојата магистарска теза преку Меѓународниот центар за славјанска просвета и видео кое што ќе ги илустрира повторно сите овие места и локации. Сите заинтересирани можат да отворат интернет страницата ovчеполе.мк или nikola.ovчеполе.мк, каде што веќе има доволно податоци и информации не само за Овчеполскиот регион, туку и за соседните региони Куманово, Кратово и така натаму.
Во изминатата седмица можевме да ве видиме, имаме информација дека бевте заедно со тимот на Семир Османаѓич од Босна и Херцеговина. Што успеавте вие да снимивте, а што беше интерес на неговите истражувања овде во Македонија? Видовме на интернет дека Османаѓич од Босна објавил дека ќе доаѓа во Македонија, се заинтересиравме што тоа ќе гледа и ќе мери во Македонија. Заедно со мојот тим бевме дел и со многу други луѓе кои што беа присутни таму по неговиот повик. Бевме дел од неговата посета на Кокино, Цоцев камен, Кратово и со екипата од Народниот музеј во Свети Николе бевме домаќини на археолошкиот локалитет Била Зора. Тие му одржа презентација за тоа што е пронајдено тамо и на геоглифот во Овче поле. Османаѓич одржа некаква пресконференција за мерењата кои што ги правил во Македонија. Многу посериозни мерења сме правиле, како што споменав, со Super Brain Research Group, под водство на Паоло де Бертоли, заедно со Домагој Николич, Горан Марјановиќ, Хејки Саволајнен, Нина Ерл, Велимир Абрамовиќ, во почетните наврати Слободан Миздрак, и Наталија Тарабела и други истражувачи. Значи има голем интерес од странски истражувачи да дојдат овде во Македонија и да ги истражуваат нашите локалитети. Секоја година, супер што го споменавме ова, доаѓаат и научници од Чешка, Словачка, кои што учат геодезија, геологија, за да ги гледаат тие предели на единствената степа во овој дел на Европа, која што зафаќа делот од Овчеполската котлина, каде што има многу ретка флора и фауна и ретки камења. Солената почва во Овче поле исто така е предизвик за истражување. Се надевам дека многу по-сериозни истражувања од ова што го споменавме доправа ќе случуваат во Македонија, дека менеджментот, односно управувањето со културното наследство ќе биде конечно водено на ниво на кое што заслужува. Сите овие локалитети се одлична можност да бидат искористени во насока на туристичка промоција на нашата земја, како за домашните, така и за странските туристи. Станува место за локалитети кои што се јавно популарни, но и локалитети кои што се популаризираат на алтернативен начин. Вие како истражувач и добар познавач на Овчеполието, би сакала еве конкретно нашиот разговор да ги поканите гледачите и да ги упатите. Кои се оние места кои што вие би им ги препорачале да ги посетат доколку сакаат да отидат во Овчеполието и да уживаат во тоа што го нуди овој предел? Благодарам, убаво. Ова крајот на пролетта, летото, есента, секое време, освен екстремно ладно кога е во зима, е одлична прилика да се посети Овчеполието. Со новиот автопат сме многу близо од Скопје, за помалку од половина час се стига од Скопје до Свети Николе. Можете да се качите горе на Ѓуриште, ако видите Ѓуричкиот манастир, ќе ве пречека Деодане. Таму има многу стара црква која што е обновена. Ѓуриште е воздушна бања, каде што нашите предци уште пред 40-50 години се рехабилитирале, шетале, собирале билки. Таму има што да се види, има стари цркви во секое село во Ѓуричкото поднебје. Посетителите го посетуваат градот Свети Николе, Народниот музеј во Свети Николе, нормално црквата Свети Николе во Свети Николе, во која што може да се видат ретки и стари работи во подземната црква, особено археолошкиот локалитет Била Зора. Не препорачуваме да се луѓето додат многу за време на екстремните летни горештини, отаде Богословец, за Брегалница, Кисела вода, Ѓаволски зид, односно редени камења. Тоа е најдобро да се прави пролет, есен. Други локации се неизбежни се Мечкуевци, Ранченци, Патетино, каде што не само старите цркви, чешми, пейсажи, туку и старите шуми, кои што се за голема висината на многу ниска надморска висина во Овче поле, дабови шуми, влијат пријатно на здравјето на туристите, кои што освен со културното наследство и тие природни ресурси уживаат и во еден вид на пейсажен и рекреативен туризм.